На целата моја елоквенција што имам, Блажо, разбираш, можем да кажам само еден збор. Трагедија. Голема трагедија, Рики. Ајде, Бога. Јас би додал многу голема трагедија. Многу ли се мачеше? 20 дена ништо не кише да јаде. Ништо не се јадело. Како јас не приметих ништо, разбираш, гледах ја овие денови. На кого му стоеше, Рики, на кого му стоеше, така изненада танки. А пред тоа некоја бака имаше ли нешто? Не имаше ништо, бе, ти знаеш ли колку време ние су живеани, бе? Како не знам, ти знаеш за мене колку ми е тешко, јас нема още по-тешко ми е од, знам ја од маленка, гледах ја како расте. Вчера цел ден у дворот, цел ден, да се предскажувало нешто. Тоа ти е живото. Сега те има, сега те нема. Да не испадне са отом потом, а бето и ти си кабајат малко, те комшиите за шоса. Ке се јавиш на мене на цаци за тоа комшијата, кој ти е најтешко да ти помогне, разбираш. Ја те бараше, еднаш беше заузето и то се јавиш. А оля на доктор не можеше да оде. Да се јавам, че викнеме доктор, ниче го доведеме доктор, тука да дојде. 21 век, више сега, не е момент она, 21 век за нас, ама она отиде, више ништо. Тоа е живото. Тоа е живото, разбираш. Тоа ти сад го видиш, сад го не видиш. Ма моја, како сијалица, штрак. Зошто судбината со мене така да се поиграе, Рики, бе? Што сум скрил јас, бе? Целата оваа трагедија, да ти кажем најискрено, на мене ми е малку чудна. Сега да не излезе од сум суеверен, ама се мислам ти е паднала некоја клетва, разбираш. Каква клетва, бе, Рики? Чува. Извинјавам. Ало. Не можам сега да зборувам смртен случај, но сочувство сум. На комшијата му умре козата. Козата. Ај, почти да справа. Кој беше мене да ме бараше некој? Само чеш. Издржуј.